Милена, ти благодарам што денеска одвои време да бидеш дел од новиот проект на Гламур Кафе Муабети и се надевам дека ќе си имаме убав кафе муабет. Благодарам на вашата покана и се надевам дека ќе имаме прекрасен разговор еве заедно со кафе. Би сакала на почетокот да ти дадам еден подарок. Благодариме. И сакам да се заблагодарам пред се на нашите пријатели од Хунза Веда клубот, кои што ни овозможија нашите гости да добијат на подарок од Хунза златните капки, маслото од семка од кајсија, кое што е донесено, не знам дали знаеш, директно од Хималаите. Не сум знаела. Тоа е мојќен сојузник на имунитетот и убавината пред се. Рачно се направени, испратени се директно од народот од Хунза, со многу љубов и молитва за здравје. Значи може да се набават во сите аптеки, значи во Хунза Веда клубот и на нивната онлайн продавница на www.hunzaoil.com. Значи да се заблагодарам тука на нашата драга Марина Дојчиновска и на нашите пријатели Хунза Веда клубот. И на крај би сакала само да ја кажам нивната, како да кажам, нивното мото. Ако сакате да подарите некому добро здравје, подарете од Хунза златните капки. Се надевам дека и ти ќе ги користиш и ќе ги почувствуваш нивните бенефити. Благодариме. Сега да започнеме со нашиот кафе муабет. Први на почеток да прашам како си? Одлично, супер. Добро сум. Со оглед на тоа дека стана мајка. Со оглед на тоа дека стана мајка, се справувам одлично, се не спиам, морам да признам. Многу ми е напорно, нели, свирките, детето и сите други обврски кои што ми се, нели, со салонот. Меѓутоа добро сум, еве, се гледаме тука, така да добро сум, одлично. Штом сум дошла, одлично сум. Морам да те пофалам, одлично изгледаш како за мајка која што родила скоро детенце, бебенце на прекрасно девојченце по име Талија, се роди токму на Митровден. Како е Талија, какво бебенце? Талија е супер, стварно ми е златник на мама. Мирна е, не можам да се пожалам, стварно имам голема среќа. Ми седи со сите мои роднини, пријатели, родителите се разбира на прво место, така да мирничка е, фала му на Господ и затоа и вака функционирам. Во едно интервју кога го правевме ние, едно пишано интервју, ти го изјави тоа дека никогаш нема да го промениш ставот бидејќи нели велиш дека не треба да бидеш во брак за да бидеш среќна, еве и за да имаш детенце, така. Точно, јас си стојам на тој став бидејќи еден лист хартија не значи да бидеш среќен во животот. Така одлучив, имав поддршка од сите, така да еве сум каде што сум и сум најсреќна дефинитивно. Кој беше моментот кога донесе таа одлука да стане Елена мајка и малку да ни раскажеш за процесот како се одвиваше? Јас сакав од порано да стана мајка, меѓутоа имав некои компликации како и секоја жена. И ова се беше непланирано, стварно, значи не можам да кажам дека беше планирано, беше тотално непланирано, затоа што претходно правев операции и не ни очекував дека ќе бидам бремена. Меѓутоа, како што кажал Господ, така и ние можеме да се трудиме, да сакаме, да посакуваме, меѓутоа оној момент кога ти е пишано, тогаш ти се остварува. Така да ова беше стварно непланирано и пак ќе кажам фала му на Господ што на свет донесе здраво, право бебе, кое што значи ќе го дадам својот живот и ќе се посветам на незе, се разбира. Како се одвиваше бременоста? Дали имаше проблеми? Дали беше се во ред? Беше ли активна? Да, бев премногу активна во текот на бременоста, немав никакви проблеми. Бременоста ми ја водеше докторката Тања Гужанова од Нјубон клиниката. Една голема благодарност до неја и до трпението, бидејќи јас знаев да пишувам и во одредени часови кога не требаше да пишувам, меѓутоа нели на пеење па се плашиш да не направиш некоја грешка, меѓутоа не можам слободно да им кажам на сите мајки дека колку се поактивни, толку подобро ќе ја износат бременоста и многу побрзо ќе се породат. Така да јас пеев до средината на 8 месец, значи свирев и гајда до средината на 8 месец, иако докторката ми кажуваше дека не смеам да го правам тоа, сепак јас се чувствував спремна дека можам и го правев на своја рака и еве сум каде што сум сега моментално. Пешачев секој ден, тоа морам да признам, пешачев секој ден од 5 до 10 километри. Буквално сите мои обврски ги правев пешки. Значи, никогаш не земав кола да одам и на подалечни дестинации, секаде одев пешки и одлично се покаже мојот резултат. Како беше породувањето? Дали беше со царски рез или по природен? Не, јас сакав моето породување да биде се комплетно природно, како што кажал Господ.
издржав, да кажам, машки, меѓутоа еве еден голем поздрав до Жан Митрев клиниката кој што направија се да бидам како што треба. Се породив природно, не сум царски, не сакав да бидам царски, затоа што сепак мојата работа бара да бидам одма активна. Јас после месец дена се вратив на сцена, немам ни 1 килограм качено на мојата килажа и тоа е сето резултат на правилна бременост, пред се, тоа морам да кажам, правилна исхрана, активност и сепак мислам дека се е до мозокот. Доколку мислиш дека ти треба да јадиш денеска 5 пати затоа што си бремена, не можеш да не се поправиш. Меѓутоа, ако си јадиш онака како што си била претходно и ако водиш здрав живот, мислам дека нема никаков проблем да имат. Сакала да ми го опишеш чувството кога прв пат ја виде Талија? Јас кога прв пат ја видов Талија, не можев да поверувам затоа што породив многу брзо, се породив за 5 или 8 минути така. Не ми беше верно, затоа што мислев дека како сите достега што ми кажувале пораѓај нели по 2-3 часа седат на бокс, јас не можев да се соземам, не ми беше верно. И кога видов прв пат, кога ја ставија нели на мене, таа престана да плачи. И педијатарот, знам се сеќавам, кажува: не, ставајте, вика, дете треба да плачи, вика, не да не плачи. Прекрасно, значи носиш на свет нов живот. Не си свесен се уште за тоа, меѓутоа јас после 2 сати од пораѓај останав на нозе и кога ја видов, едноставно не можеш да веруваш. Елена, што се смени кај тебе пак од кога стана мајка? Се промени ли Елена? Што најмногу промени кај себе? Од врските. Чувства нормално да кога ја земаш нели во раце, само да ти дава топлина, нежност, сваќаш дека некој човек зависи од тебе, дека ако не си ти едноставно не можеш да обстои. И тоа си направил нешто за кое што треба 24/7 да се грижиш. И сега како успеваш? Нели со мало бебенце, гледам беднаш, како што кажа се помош, имам доста помош, значи стварно тоа е реалноста, дека имам стварно доста помош. Кога сум на пеење, кога треба да ги завршам врските што ми се нели за работа, пеењето, салонот, за тоа имам цело време помош, меѓутоа кога немам врски да ги цело време сум јас со неа постојано, така да се менуваме, се справуваме некако. Така, јас навистина еве заборавив на почетокот тоа да го кажам, ти честитам од срце што стана мајка, да е здрава и жива Талија, да имаш прекрасно мајчинство, ти посакувам и да израсне Талија во една прекрасна девојка и умна и паметна и успешна понатаму во животот. Ви благодарам премногу и се надам дека така и ќе биде. Јас кажав дека пред се треба да биде човек, се друго сиди самото по себе. Кажи ми сега да те вратам пак во твоето детство, какво дете беше Елена? Немирна. Многу немирна, премногу, да. Знам дека секогаш добивав упомени од мајка ми. Татко ми нормално поише ме галеше. Немирна, доста многу учев, тоа стои, бев првенец на генерација, мајка ми беше многу строга, не смеев да имам 4 во школа. Завршив факултет, економски, завршив и плюс педагошки, нели, за да бидам и професорка. Се сум завршила, а работам сосем друго, меѓутоа, ете така сум одлучила во тој период. Детството го поминав со многу играње, тоа морам да кажам. Ние како деца игравме цело време надвор, немавме нели телефони, немавме тие социјални мрежи. Сега малку има подруго детство, така да ми се сеќавам сме играле народна, ластик, џамија, житатара и така. Прв пат се појаваш во 2010 со Атлантита, меѓутоа кариерата ти одбележа горда прилепчанка, но сите те препознаваат по свирењето гајде. Ето. Како дојде до тоа да посакаш да го изучуваш инструментот гајда и да свириш еве ден денес? Јас секогаш кажувам горда прилепчанка ми е лична карта, а гајда ми е пасош. Гајда не знам да ви кажам, искрено јас само сватив дека ако сакам да напредувам мојата кариера, морам да направам нешто да биде различно, затоа што во Македонија за да направиш една хит песна, треба многу да ти се посреќи, да го погодиш моментот и според мене или треба да е некоја стварно глупост, да испееш некоја глупост, па да сите почнат да ја слушаат, или да биде нешто кое што ќе го погоди моментот во самиот временски период што е актуелно, за да стане хит. Меѓутоа горда прилепчанка стана хит заради тоа што за Прилеп во тој момент немаше песна за Прилеп
И јас кога испеав Горда Прилепченка, јас одма договорив турнеја за Австралија. Така да го поводив моментот, нели? А гајдата во Македонија, нели, професорката Бајса која што свири народните инструменти во кој што е гајдата, друга женска особа како естраден уметник нема. И кога се појавив јас, нели, бев атракција како и до ден денеска. Меѓутоа ја свирам гајдата, не глумам, пошто имаше моменти каде што ќе ми кажат тргни ги рацете да видат дали свирам или не свирам. Така да не знам, ете го поводив моментот во тој период. Ова што го кажа во однос на професорката Бајса, кај неа учеше да изучи? Да, кај професор Бајса, да. Кај професор Бајса учев и одев со тогаш нели почнав со кариерата, па нели како секој почетник се заработувало многу малку, па одев 2 пати во неделата со автобус до Скопје и се враќав назад. Значи, навистина си била многу упорна. И одев пешки од Железничка до Девромало, тогаш на професор Бајса таму е беа канцелариите за на предавање, нели, за музички инструменти. И одев пешки од Железничка до Девромало и се враќав назад и се враќав за Прилеп. Меѓутоа упорноста се исплатува. И сега не свириш само гајда, туку свириш и зурла, и хармоника, и пијано. Завршив јас тука во средно музичко Илија Николовски Лој. Музичко средно завршив, меѓутоа поради компликациите на грбот, добив компликации со работот, се одлучив да завршам економски факултет. Инаку секако би продолжила музичката академија. Сега кажавте дека уште со појавувањето на Горда Прилепченка, веднаш ве повикаа надвор во диаспората на гостување. Да, во Сиднеј, затоа што таму има Прилепска вечер на 11 октомври, се одржува, веќе сум била јас 2 пати. И Горда Прилепченка ја пеев 6 пати поред. Нели тоа Прилепска вечер и тоа беше мојот најголем успех. Во 2012 мислам дека бе. Да, 2012 или 2013. 2012, да. Сега кога одите надвор во диаспората, нели бидејќи како што кажа женско што свири гајда е само по себе атракција, па како реагираат нашите иселеници таму кога ќе те видат? Порано ми се чини дека облекуваш и народна. Да, и сега облекувам, меѓутоа не облекувам моменти кога ми е премногу топло во жешкиот период, затоа што стварно многу ми е тешко со носијата, таа е мариовска носија, тежи над 10 кила. И кога ќе ја ставам јас и после треба пак да се вратам во фустанче или да изгледам како што сум била претходно, можам да ви кажам дека куфер носам со мене, носам по 2-3 гардероби кога морам да ја ставам народната носија, пошто морам да се пресоблечам. Да, инаку да, преферирам да настапувам во народна носија кога свирам гајда. Како реагираат таму? Како и тука, значи нема некоја разлика, да некојаш народот мисли дека таму некако подруго се реагира, нема разлика, затоа што и тука тоа е наше македонско и таму исто така. Така да како и тука, така и таму одлична е реакцијата, затоа што ја давам максимум од себе. Јас себе во половината на 8 месец ја имав последна свадба со браќа Нуне. Имавме одлична забава, одлична атмосфера, ја дадов максимум да испеам и да испирам како што треба и тоа успеав, и тоа во половина на 8 месец. Така да и во народна носија. Да, така да секаде ми е иста реакцијата. Одлично. Секој човек сака да слушне народна музика, посебно тој македонски инструмент кој што ја осликува, нели, нашата традиција. Елена, од денешна перспектива задоволна ли си од она Елена што е денес од секој аспект? Презадоволна сум, само ќе кажам фала му на Господ за сето сега што ми дал. Порано знаеме дека се мачеше многу со килограмите. Сега изгледаш перфектно. Порано се мачев, да. Навистина, уште кога се видовме, нели, пред да почнеме да снимаме, ти кажав прекрасно изгледаш, преубава си. Ајде до нашите гледачи, бидејќи многу мина од нас. Нели? Да, имам и доста пораки кои што ми пишуваат. Да, значи, че во 2016 година имав тежок период каде што добив шеќер 10-ка. Меѓутоа, не земав никакви апчиња за тоа, пробав сама да го регулирам тоа со исхрана. Се разбира со помош на мојата драга пријателка Наде Василевска, која што стварно се посвети максимално кон мене. Јас качив 24 кила за 2 месеци. Потоа да ги симниш тие килограми стварно е многу тешко. Меѓутоа со упорност, со вежбање и со правилна исхрана, јас ги симнав за 2 години. Сега се држам на таа исхрана и затоа изгледам вака. Меѓутоа
сакам да им кажам да не се разочаруваат затоа што дебелината не секогаш се постига или се достигнува со јадење. Значи тоа е поврзано со целиот организам, дали стрес, дали нервоза, па ти задржува телото, нели, повеќе вода, нели имаш шеќер во организмот, па не ти согорува доволно масти. Значи сето тоа е една машина, јас викам, која што треба да се поправи за да може да функционира повторно. Така да, еве, еден голем поздрав до Наде, фала и за се. Значи стварно имав тешки тренинзи, морам да признам. Меѓутоа успеав, издржав и еве сум сега минус 25 килограми, дури послабо тоа што бев. Навистина прекрасно изгледаш. Како што напомена, имаш и бизнис свој, N Beauty. N Beauty Studio, да, заедно со мојата драга кума, која што ќе биде кума Натали Павлович, заедно сме во тој бизнис. Се трудиме да дадеме максимум од нас да бидат задоволни сите клиенти. Успеваме заедно со нашиот тим, нели, со девојките кои што сме заедно во N Beauty. Им благодарам на сите кои што се моментално сега ми се поддршка сите во овој период. Да ги поздравам сите и се надевам дека ќе тераме со ова темпо како и до сега. Како дојде до одлука да отвориш? Заета како јас имаме, нели, утрински емисии каде што треба во 7, во 6, во 5 да треба да стане некој да те спреми да те направи. И мене ми дојде многу напорно кога дојдов тука во Скопје, па немаше екипа, ти треба екипа да биде спремен, постојано да изгледаш како што треба да изгледаш, нели, сепак си јавна личност. И кога се запознав за прв пат со Натали, она ми направи за прв пат мене маникир, нели? И почнаме да се дружиме, да, нели, споделуваме различни мислења и кога во еден период јас седнав дома, нели, економски факултет. И викам, јас подобро викам да направам еден салон да ме спремаат мене и да немам воопшто заработка, битно е ја да бидам средена. И седнавме со Натали, јас ја прашав нормално дали сака да отвориме салон, нели на почеток бевме двете исплашени затоа што сепак не е мала работа. И еве сме сега успешни за 3 години. Фала му на Господ, имаме одлична екипа, одличен тим, имаме клиенти задоволни, имаме нормално и незадоволни, кои што не можеме на сите да бидиме омилени. Тоа и во музиката, и во секој бизнис, тоа не е индивидуално е. Така да и тука еве и во овој локал некој дошол задоволен, некој незадоволен. Меѓутоа се трудиме да дадеме максимум. Така. Успеваш ли се сега да услогласиш покрај плюс обврската и како мајка? Плюс тоа, плюс претходно кога беше време на короната, работев во фирма за певец столарија и тоа работам исто моментално. Успевам да, со неспиење успевам да. Сега, кажа дека не е само музиката, имаш, нели, еве и додатни работи. Кога би била само музиката, би можела Елена да обстои кај нас само од музика, еве и да гледа малечко бебенце? Зависи, видете сега, јас на пример сум работена. Многу е важно во нашата држава да, според мене сега, да не ме сватам некој погрешно, многу е важно во нашата држава да си вработен, да си имаш, нели, стаж, да ти тече пензија. Јас се трудам тоа да бидам максимално со сите месеци покриено. Затоа што, на пример, еве, детето кога ќе направи 3 години или 4, нели сакаш да го пушиш во градинка. Значи јас не ни знаев, сега баш ги дознам тие закони, доколку не си вработен ти не можеш да го пушиш детето во државна градинка. А замислете колку е скапо да плаќаш приватна градинка. Да, со пењето можеби се заработува, меѓутоа пак нема да постигнеш затоа што тоа дете бара љубов. Јас, на пример, сега во овој период декември, јас лани сум имала 27 настапи. Јас сега имам 10 настапи, затоа што морам да ги редуцирам настапите. Дома има некој кој што ме чека, ме саќате што сакам да кажам. А тоа дете да го препушиш да го чува некој друг, да не му дадеш мајчина љубов, тоа веќе не знам како да објаснам. Тој што има дете може, вие најдобро можете да кажете. Јас вака сега разбирам што кажувале мајка ми и други жени кои што се мајки. Сега сваќам на своја кожа. Не можеш тоа да го еш родител. Не можеш тоа да го оставиш сега 5 дена да одиш некаде и да не го видиш. А малечко е. Например, кога би имала она 3-4 години, е малку подруго, баба, дедо, јас сум седла ке ми дедо ми по 2 недели. Ама сега на оваа возраст, мислам дека е тешко. Елена,
Што мислиш пак за состојбата на нашата фолк естрада, во каква состојба е, што недостига, нешто од твоја перспектива вака што имаш некои сознанија или некои забелешки? Јас сега моментално на социјалните мрежи и колегите кои што нели објавуваат за македонска музика, јас се согласувам потполно со тоа што го кажуваат, меѓутоа сепак моето мислење е дека тоа не е сега од сега моментално. Пример, јас би тргнала од моите родители. Мајка ми, пример, во времето слушала Здравко Чолич. Ме разбирате, исто и вие, така. Татко ми слушал Мирослав Илич. Ние сме, не само ние, претходно генерациите се растеле во времето на Југославија, каде што тогаш се слушало се и свашта се пеело. Јас знам, дома сме имале плочи од мајка ми, од татко ми плочи, каде што тоа е само таа музика и ништо друго. Не дека ние не ја сакаме нашата музика, меѓутоа тоа е многу одамна како да кажем, тлено и треба многу време да помине за ние само да слушаме македонска музика и само македонски песни да се пеат. Да, возможно е, меѓутоа треба подолг временски период. Нашите радија треба само македонска музика да пуштаат доколку сакаме, ако сакаме тоа да го постигнеме. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа е тлено многу одамна и не мислам дека би успеале, според мене, затоа што еве јас гледам младите генерации што слушаат. Тие па слушаат сосем различна музика. Еве да тргнеме од керката ваша, така. Тоа е реалноста. Мислам, и јас сакам моите песни секаде да се пеат. И јас сакам да сите песни да ми бидат хит. Меѓутоа, малку е таа тема деликатна за разговор. Така да ќе оставиме на времето. Јас се бориме како и моите колеги, јас се борам да имам повеќе настапи на овие што се нели поголеми настани. Меѓутоа пак и на тие настани сепак ќе кажам пак е мешана музиката, не може да биде само македонска. Има ли нешто ново на музички план или малку да веќе јас имам снимано, така? Тоа веќе е снимани песни, да. И таму си била активна. Веќе имам една песна која што е снимана, сега на 18 за 2 дена снимам уште една песна, на јануари снимам уште една песна и крајот на јануари ќе извадам 3 видеа. Нели се спремам за сезоната и веќе од 1 февруари ќе почнувам со фул настапи, затоа што веќе малата ќе има 3 месеци и тогаш веќе е малку полесно. И сега бидејќи еве периодов имаше многу концерти од твои колеги, Елена имаше, Миле Кузмановски, Владко, размислуваш да во блиска иднина и ти направиш некој концерт? Можеби понатаму да за сега мислам дека се уште не сум спремна за таков настан. Искрена сум секогаш. Можеби понатаму виднина не можам да кажам што би било и како би било. Сепак тоа се колеги и колешки кои што веќе се 20-30 години на сцената, јас сепак мислам дека се уште го немам достигнато тој врв како еве да кажеме како Миле Кузмановски кој што е цел живот на сцената. Го почитувам доста и една голема благодарност сете што успел да направи така Владко Милодиновски исто и Елена. Јас сепак се мислам дека сум малку од поновата генерација, така да има време за мене, има време. И сега што посакуваш оваа 2026 година да ти донесе, која ти е најголемата желба што си ја посакуваш? 2026 година само здравје, друго се имам, само здравје, љубов, среќа, многу успех да имам нели во кариерата, затоа што во октомври во ноември месец откажав 5 концерти надвор од Македонија. Сега ова година ми се закажани. 2027 е веќе најава за турнеја за Австралија. 2026 дочек тука сум во Македонија, 2027 дочек најверојатно во Америка, меѓутоа ништо не ми е осигурано. Пак ќе кажам, тоа е се индивидуално и зависно визии, се што треба да се направи. Така да ова 2026 година мислам дека ќе биде една од најуспешните мои години во музичката кариера, затоа што веќе имам и 3 нови песни кои што ќе бидат промовирани до крајот на јануари 2026 и сакам да им посакам на сите да бидат трпеливи за она што сакат да го имаат, затоа што ние не можеме да ги имаме кога ние сакаме, туку кога кажал Господ. Елена, јас ти посакувам се тоа што ти си го посакуваш да ти се исполни, ти посакувам многу успех, многу, како да кажам,
одржани концерти, настапи надвор од земјава и секако да уживаш во мајчинството Благодарам многу. и да уживаш во моментите со малечката. Благодарам многу. Фала ви за вашата покана. Еден голем поздрав до вас и се надам дека во блискинина повторно ќе се видиме. Ние би сакале во блиска иднина и да го посетиме твојот дом, па и да ја представиме Италија да нашите гледачи. Договорено. Ти благодарам многу. И благодарам и на вас.